Добар ден. И по 20 години, откако почна да функционира вториот пензиски столб, во јавноста се уште има многу отворени прашања. Да подсетиме, во него задолжително членуваат сите оние што се вработени од 1 јануари 2003 година, но можат да им се приклучат и други граѓани, други вработени. Со мене во студиото е Дарко Саздов, член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално-финансиско пензиско осигурување, позната како МАПАС, а во овој разговор ќе зборуваме токму за вториот столб. Ова се време на новогодишни празници, меѓутоа едно едукативно видео мислам дека ќе предизвика големо влијание. Господине Саздов, разговорот ќе го почнам со еден хипотетичен пример, што ми го кажа еден мој колега, поточно ми постави прашање од кој што бев инспирирана да ве повикам да разговараме за вториот столб. Вака, тој вели кога ќе ги добијам извештаите, нели секоја година констатирам дека имам повеќе пари, хипотетично еве имам сега 1.000.000 денари, додека се пензионирам може ќе стигнам до 2 милиони. И сега одам во пензија, земам дел нели од државниот фонд за ПИО, дел од овој вториот столб. Но што кога ќе се потрошат моите 2 милиони денари? Јас до тогаш ќе вложувам, потоа само ќе земам. Што се случува тогаш? Добро прашање, да одговориме и на од тој аспект за вториот столб или капитално финансирано пензиско осигурување. Вака, кога е формиран системот, како што знаете, се состои од 3 столба. Така што првиот столб е генерацијска солидарност, вториот и третиот се капитално финансирано пензиско осигурување. Така што хипотетички може да имате исплати од трите пензиски фонда, ако имате уплатено и во доброволното пензиско осигурување. Идејата е, првиот столб е оној што е на генерацијска солидарност, а вториот и третиот е врз основа на уплатите на придонесите и врз основа на инвестирањето на средствата на... Кога ќе се исполнат условите за пензионирање, односно 62 и 64 годишна возраст, 62 за жени и 64 години за мажи, треба секој член да се обрати прво до фондот на ПИО да го извести дека исполнува услови за пензија, дека исполнува услови за старосна пензија и оттаму ќе добијат решение дека точно ги исполнувате и колкав ви е износот на средства. Со таа информација можете да дојдете или да не дојдете во вториот пензиски столб. Тоа значи дека условот за 62 и 64 е како можност, но секој член во вториот столб може да го одложи своето барање за пензија од втор столб до 67 годишна возраст. Тоа е на доброволна основа. Тоа треба членот да ги следи како се развиваат одредени финансиски ситуации во актуелни и може да одлучи, затоа е поставен така законот, бидејќи овдека се работи за финансиско инвестирање на средствата и може да одлучи и да го одложи во одреден период. Кога ќе одлучи дека сака да ги земе и тие средства, се обраќа до пензиското друштво, каде што прават проекција, односно пензиското друштво каде што е член го добива барањето и има обврска да се обрати кај другите две пензиски друштва кои работат во системот и од сите три да добие понуда за износот што го има вашиот колега. Значи, друштвото каде што е член има обврска да се обрати до сите три и врз основа на неговиот износ да даде понуда за програмирани повлекувања. Тоа го прават, значи, на неговиот износ се прави проекција на 10 и на 20 години и се определува колку би била пензијата врз основа на таблиците за смртност и каматните стапки кои согласно пресметка, актуерска пресметка, колку ќе бидат средствата за исплата на пензија. Идејата е до сега 50% да се зема од ПИО и се надам тие милиони
колку што ќе ги има на 62 и 64 колегата, ќе му бидат доволни за доживување на тие средства. За доживување за зимање на пензија. Што во случај кога нема кога ќе ги испразни овие? Иако избере 10 години, а живее 20. 20. Така. Овие проекти се за 20 години. И се дела, тој износ се прави врз основа на одредени критериуми актуарски, се пресметува, тој износ се дели прво на тие 20 години, а после тие 20 години па на 12 месеци. И врз основа на тие понуди што ќе ги добие, членот одлучува од кое пензиско друштво ќе земе пензија. Во случај, во најидеален случај, во најлош случај, еве да речеме најлош случај, да ги испразни средствата, ќе продолжи да зима само од првиот пензиски столб, само тој износ колку што е согласно заменската стапка. Значи, вообичаено се пресметува на 20 години. Да, 10 и 20. Но секоја година се прави повторна проекција на износите. И ако одлучиш... Бидејќи тие средства меѓувреме се инвестираат. Така, јасно. Бидејќи финансиските пазари па може да ги оплодат дополнително. Па повеќе пари остануваат и така цело време мора да се прави повторна проекција. И додека се празни, значи тие постепено, за жал, износот се празни. Значи, за разлика од првиот столб, каде што е врз основа на дефинирани придонеси, така е законската регулатива, каде што генерацијска солидарност, тековните вработени плаќаат за тековните пензионери, кај таму е дефинирана пензијата. Така е системот на принципот на функционирање. Однапред се знае врз основа на вашите плати и врз основа на стажот колку ви е. Овдека е врз основа на вашите уплати, колку порано сте влегле во системот, колку во текот на времето ви растела својата плата. Така што вашата индивидуална сметка колку повеќе, но во одредени ситуации може да биде и многу повисока таа пензија од вториот столб во однос на првиот столб. Хипотетички, бидејќи трнавме во однос на хипотетичкиот пример. Така што, како што знаете, во капитално финансирано просечен член, возраста на просечен член е негде од 37 до 40 годишна возраст. Да, и работиме на тие средства што повеќе да се оплодат. Имаме дополнителни некои предлози законски кои идеме ги предлагаме со цел овие средства да се зголемат. Замислете, ние во вториот столб добиваме 6%, моменталната законска регулатива што се уплаќа од бруто платата е 18,8. 12,8 одат во првиот столб, а само 6% одат во вториот столб. Можете да забележите дека помалку од една третина доаѓа од вториот столб, а треба да исплатиме пола пензија од вториот столб. Затоа предлагаме и одредени подобрувања и кај придонесот за членовите, но и одредени други. А така, извинете, според закон половина да се исплати. А тоа е идејата, да имаме да го растеретиме со текот на времето првиот столб, бидејќи согласно кога може тоа растеретување да се? Па, нашите пресметки покажуваат негде за 10 години би биле така поголемите исплати од втор столб, мада и тие понатаму после тоа би биле поголеми, каде би имало порастеретување во однос на првиот столб. Спомнавте 67 години може да избере, нели, осигуреникот во вториот столб, тоа значи дека ако отиде во пензија на 64 ќе зима само половина пензија само од фондот за ПИО. Да, само таа дела што е од првиот столб ќе си зима. Меѓутоа ќе смета дека после ќе земе повеќе. Ќе земе повеќе, точно, дека може да се оплодат многу повеќе тие средства. Дали може кога ќе стигне еве 67 години, дали постои можност, бидејќи пензискиот еден вид на инвестициски фонд, да каже сакам да ги повлечам сите пари? Постои ли таква можност? Вака сега, значи ние го супервизираме и регулираме вториот и третиот пензиски столб. Затоа
во однос на производите што ги нудат вториот столб е различно во однос на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување. Кај задолжителното вториот столб има 3 продукти моментално кои се што се согласно регулативата. Тоа се програмирани повлекувања, да се исплата со ануитети или комбинирано. Програмирани повлекувања или па ануитети. Што тоа значи? Значи, или скратено на вашиот одговор би било не може еднократно да се зима, поради тоа што идејата на овој модел на Светска банка е комбиниран модел на генерацијска солидарност со капитално финансирано. Тоа значи дека пензијата, покрај тоа што е економска категорија, е и социјална, поради тоа што се размислува стандард да се задржи стандардот на живот на пензионерите по периодот на кога ќе завршат со период на работен стаж. Значи задржување на соодветно ниво на стандард. Што значи тоа? Секој кога ќе ги добие наеднаш парите, законодавецот размислува дека веднаш би ги потрошил. Вака преку програмирани повлекувања, тие се како едноставно акумулиран износ на пензија кој има за цел да го задржи стандардот на живот на пензионерот како што бил за време на работниот век. За разлика од задолжително првиот и вториот столб, кај доброволното, кој постојано ние го разговараме и сакаме да го актуализираме, но за жал таму податоците се малку, како да речам, поскромни. Таму имаме членови, само 33.000 членови и негде околу 4 милиарди денари, што е негде околу 66 милиони евра. Тука можноста за исплата е можна 10 години пред исполнување на законските услови за старосна пензија, односно на 52 и 54 годишна возраст, 52 за жени и 54 за мажи. И тука има многу можности за исплата. Тука може и еднократно да се подигнат на 52 годишна возраст, односно на 54 и секој година понатаму може и еднократно, повеќекратно, програмирани повлекувања, ануитети, комбинација на сите тие модели возможно е, бидејќи тука е доброволно. Пензиско осигурување, долгорочен производ, но идејата е таа да биде како дополнување на првиот и вториот столб. Тоа е идејата, затоа преку столбовиве ние сакаме да изградиме еден храм. Значи, сите овие столбови да придонесат за едно сигурно и стабилно пензиско осигурување за членовите. А што во случај на смрт, дали од вториот столб се преносни парите, дали се наследуваат? Да. Значи, за разлика од првиот столб, во вториот и третиот столб парите се на индивидуална сметка на членовите. Односно, секој индивидуално си ја следи својата состојба како се уплаќаат придонесите и како се оплодуваат. За жал, во текот на работниот век се случуваат и немили настани, односно смрт или инвалидност. Значи, и овие две како да ги наречам категории на инвалидска пензија и семејна пензија се предвидени во овие категории, како и наследството. Тоа значи дека во случај на смрт на член на капитално финансирано, дали на прв или на втор столб, парите се наследни, односно, доколку има брачен партнер или деца до 26 годишна возраст, може да побараат семејна пензија или да, доколку нема деца ако има деца над 26 годишна возраст, оди по постапка за оставинска постапка преку нотар, каде што сите овие средства се распределуваат согласно законот за наследување, односно овие пари ќе ги наследат
односно Дали законските просто кажано, наследници. Тоа како да имам пари на книшка, Да. значи Исто, како секој финансиски производ и капитално финансирано пензijsko осигурање. Нотарот е задолжен во секоја финансиска институција да се обрати, така се обраќа и во кај пензиските друштва, да праша колку се средствата на неговата индивидуална сметка и тие влагаат во оставинската постапка за жал на нашиот бивши член кој почина. А со инвалидската пензија како е? Инвалидската е исто така модел кој за жал во случај на инвалидност за време на работен век, нашиот членот во капитално финансирано пензijsko осигурување се обраќа и се прави пресметка во кај пензijските друштва и се прави пресметка дали инвалидската пензија е поголема од втор столб или е подобра во прв столб. Во случај кога е подобра од прв столб, сите овие средства се префрлаат во фондот на ПИОМ. Доколку е подобра, тогаш се исплаќа пензијата од вториот столб. Така е предвидено согласно регулативата. Веќе имаме и такви корисници на инвалидска пензија кои се разбира, тоа е процес. Дали имате некои пресметки направено или согледување, веројатно имате, дали сега тие што се веќе членови на вториот столб, кога не би имало постоел ваков модел, би бил само стариот со еден државен столб, дали сега имаат нешто бенефит во однос на време кој ќе се пензионира? Дали имате такви проценти? Дали ќе им биде подобро? Па за тоа работиме, за да биде подобар. Значи веќе кога пред 20 години, веќе системот функционира 20 години, кога државата влегла во така наречена пазарна економија, собственичката структура е веќе значајна, како да кажам, капиталната вредност е подигната. Така што формирањето на ваков модел на Светска банка треба да даде подобри резултати од она што би било како модел од минатото. Затоа што многу ризици, како од демографски аспект, така и од економски развојот на капитал, видовме дека подобар модел е овој на тростолбен систем. Значи, од аспект на демографија, односно дека генерацијска солидарност. Тие се основните параметри по кои се превземена реформата, односно видовме дека од 3:1 работник пензионер веќе беше намалено на 1,5, сега сме негде на 1,8, така што и одредени податоци што се во однос на наталитетот, едноставно првиот столб не може да ги издржи тековните вработени со тековните пензионери. Така што индивидуалната собственост на капитално финансирано пензijsko осигурување треба да даде подобри резултати во однос на првиот столб. И за крај, моментално или последни податоци што имате, како се одат приносите? Да, сега последно, значи последната година, податоците од 23-та и 24-та покажува дека податоците се во номинален износ веќе многу подобри за ќе завршиме со подобар принос, можеби со двоцифрена. Се уште не можеме, бидејќи пазарите се непредвидливи. Се уште не знаеме како ќе заврши годината, но податоците за 23-та, како за нашата држава, така и за регионот на пензijските друштва се многу подобри како во однос на конкуренцијата, така и во споредба со станатите финансиски производи, зборам. Приносот е негде околу 7-8% во номинален износ, исто така и ако споредите со системи со слична пензijsko осигурување како Хрватска и Словачка, исто така имаме добри резултати. Секако 23-та беше добра за целиот пензijски систем во глобала, кога ќе ги следиме и земите во регионот и земите на ОЕЦД и тие што не се. Тоа беше опоравување од оние претходни кризи кои беа и со високата инфлација и со војните што ги зафатија и несигурните политички
ситуации на меѓународните пазари. Господине Саздови, благодарам што денеска бевте со нас, а ние продолжуваме со нашата програма. Благодарам.